Драги ученици, добре дојдовте во Училница. Јас сум Павлинка Вејановска, наставник по музичко образование во Основното училиште Гоце Делчев од Неготино. Овој час ќе се запознаеме со цела нота и пауза и половина нота и пауза. Верувам дека ова содржина ви е позната, меѓутоа уште еднаш да повториме и да утврдиме. Најпрво да видиме што е тоа тон. Тон е звук со определена висина, јачина, траење и боја и се разликува од другите звуци кои што ги немаат овие карактеристики определено, односно имаат неопределени и висина, и траење и боја, и да ги видиме сега една по една овие карактеристики. Висина, значи сите тонови се на различна висина и така прават мелодија. Јачина, во една композиција тоновите се изведуваат со различна јачина, некој погласно, некој потивко, а оваа година ќе се запознаете и со знаците кои што ја обележуваат јачината на тоновите. Траење, една карактеристика која што ќе почнеме да ја работиме овој час, значи некои тонови траат подолго, некои пократко, и боја на тонот, односно ако вие му викнете на другарчето кое што не ве гледа, по вашата боја на гласот ќе препознае дека сте вие. Или пак, ако на радио слушате гитара, па труба, вие иако не ги гледате инструментите, по бојата на тонот ќе препознаете за кој инструмент се работи. Но да видиме и што е тоа нота. Зборот нота потекнува од латинскиот јазик и означува знак. Во музиката, нота е знак за бележење на тоновите во петолинието. Нотите имаат различно траење. Најпрво ќе се запознаеме со цела нота, која што трае 4 удари и се пишува само со нотна глава. Ако треба да тактираме цела нота, изговараме или неутрален слог, или името на тонот еднаш, а броиме 4 удари. Там. Исто така имаме и цела пауза, која што исто трае 4 удари како и нотата, се пишува под четвртата линија во петолинието, или пак ако е ритмичка вежба под линијата, и исто така се тактира, меѓутоа не пееме и не свириме ништо. Имаме цело јаболко, добиваме 2 половини. Имавме цела нота и добивме 2 половини ноти од неа, односно во целата нота имаме 2 половини. Ако целата траеше 4 удари, половината нота трае 2 удари. Има нотна глава, исто како што имаше целата нота, меѓутоа има и нотен врат за да се разликува од неа. Кога тактираме, броиме 2 удари. И половина пауза, која што се пишува исто како целата, меѓутоа се пишува над третата линија, за разлика од целата пауза која што се пишуваше под четвртата линија. Ја тактираме. Сега имаме 5 задачи во нашиот дел музичка математика. Значи, треба да соберете колку вкупно удари или да одземете колку удари има и да го добиете решението. Например, цела нота, првата задача, трае и половина, значи вкупно бројка што треба да стои е бројот 6. Продолжете натаму, напишете го како шифра, еден по друг, и после ќе провериме дали шифрата е точна. Паузирајте го видеото и решете ги музичките задачи. На овој слайд ја имаме шифрата за решение на претходните задачи. Сега
имаме вежба за препознавање на ноти и паузи. Вежбата трае 2 реда, значи е напишана во 2 реда. И сега најпрво да видиме колку цели ноти има во вежбата. Точниот одговор е една цела нота. Еве ја тука. Колку половини ноти имаме во вежбата? Точниот одговор е 4. 1, 2, 3, 4. Колку цели паузи имаме во вежбата? Во вежбата немаме цели паузи, а колку половини паузи имаме? Една на крајот. Сега имаме ритмичка вежба, која што најпрво јас ќе ви ја истактирам, а после и заедно. Почнуваме. Там, 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 там. Ајде сега, поставете ги рацете на бирото, на масата и со врвот на прстот одбележите го тактот и да почнеме уште еднаш од почеток. Там, там, там. Там, там. Можете да го паузирате видеото и уште неколку пати да ја повторите вежбата. Што научивме овој час? Научивме за цела нота и пауза, кои траат по 4 удари, за половина нота и пауза, кои траат по 2 удари, научивме како се пишуваат и тактиравме вежби. Ви благодарам.